Со парада на противпожарни возила и вклучени сирени, пожарникарите од Кавадарци денеска се вклучија во одбележувањето на нивниот ден 20 мај. Возилата поминаа низ градските улици и се вратија во противпожарната станица. Градоначалникот на Кавадарци, Митко Јанчев, им го честита денот на пожарникарите и најави дека општината ќе набави ново противпожарно возило со носивост од 12 тони. Прво да го честитам денот на пожарникарите, 20 мај, да им посакам здравје, успех, кариера и нормално помалку работа и нив и на нивните семејства целокупно. Пожарникарството е една добар гест и чин кој што кај нас во општина Кавадарци на високо ниво и го оцениме како такво. Општина Кавадарци во изминативе 3 години направи доста инвестиции и како што гледате сме комплетирани целокупно. Заедничка соработка со дирекцијата за спасување, со ЦУКот, со шумско стопанство, со полицијата и како пожарна сме една целина која што не дај Боже можеме да делуваме на сите планови кои што треба да одговориме. Инвестициите продолжуваат во противпожарната заштита. Можеме да соопштам денеска дека во текот на оваа година ќе се тендерира едно возило ново од 12-тонско возило кое ќе биде со вкупна опрема. Тоа ќе биде преку Плански и Вардарски регион за развој, негде околу 9 милиона денари, така да ќе имаме уште едно ново возило кое што ќе биде од големо значење. Тука денеска сакам да посакам добро здравје и на пензионираните пожарникари. Оваа година имаме тројца во пензија, веќе се отидени во пензија и нормално да потенцирам да го кажам волонтерско друштво кое што го формиравме, Сашо Гешовски, кој што до сега има над 200 членови и од 1 јуни ќе почнеме со активности во делот на обука, купување на опрема, за да бидеме дел од пожарникарството. Уште еднаш ќе среќен денот и зуба. Командирот на територијалната противпожарна единица Кавадарци Александар Чадамов е задоволен од кадровскиот и техничкиот потенцијал со кој располага единицата. Ви благодарам за честитките, да им го честитам празникот на сите колеги низ Републиката, низ државата наша. 20 мај посебен ден за нас, денот на пожарникарите, за нас и свет ден. Во исто време им посакам на сите колеги нели помалку работа. Тоа не е греф, не е казна да имаме помалку работа, тоа е баш награда. Од кадровскиот потенцијал сум и презадоволен, морам да ви кажам. Пред 3 години кога почнавме ова успешна приказна, ако можам да ја наречам со градоначалникот, си дадовме некои цели. Имавме некој таргет, па можам да кажам дека после 3 години дека тие цели не се постигнати, дури надминати. Се надеваме дека доколку продолжиме со ова темпо, дека успехот ќе биде се уште се поголем. Денеска јас моментално разбрав од началникот дека ќе се спрема и ново возило, благодарност, среќни сме, задоволни сме, така да градот ќе ни биде за уште еден степен на повисоко позаштитен, тоа возило е од големо значење за нас. Не следуваат обуки, нели, спомнавме нешто дека ковидот оваа година малку не закочи за некои планови што требаше да ги оствариме, меѓутоа продолжуваме. Продолжуваме ова лето со максимално темпо. Имаме нови активности со доброволното противпожарно друштво Сашко Гешовски. Спремни се дечки, спремна екипата. Пензионираните пожарникари се сложни доброволно да продолжат да функционираат во склоп на противпожарната заштита како инструктори и обучувачи на дечките од доброволното противпожарно друштво. Така да ќе имаме малце напорно лето ова година, меѓутоа за тоа сме тука, ќе работиме да работиме. Ви благодарам и чести денот уште еднаш. Тројца пожарникари од Кавадаречката противпожарна единица заминуваат во пензија. Од нивно име се обрати Бранко Тодоров, кој нагласи дека остануваат на располагање и во наредниот период. Дадовме нашиот придонес. Мислам дека градот е на ниво, можам да кажам, во Македонија начело со градоначалникот, посебни заслуги до него. Нека ни ја честит уште еднаш и благодарам за се. Тука сме ако треба да помогнеме нешто во иднина.